Мондијалскиот пат на македонската фудбалска репрезентација започна во Вадус, во Лихтенштен. Освоивме значајни 3 бода, убав прв чекор во овие квалификации за светското првенство. Полни сме со емоции. Почнувајќи од македонците кои што го наполнија стадионот во Лихтенштен, преку изјавите на Енис Барди, на капитенот наш, на првата пресконференција пред почетокот на надпреварот, па преку изјавата на селекторот по завршување на надпреварот. Разговорите со луѓето што дојдоа таму да ја бодрат македонската репрезентација, а сепак со тага во душата, со лузна во градите. Еве и овие маички што ги носиме, секогаш ќе не подсетуваат, ако воопшто треба нешто да носиме за да не подсетува на трагедијата што и се случи на Македонија во Кочани. За жал, тоа беше нешто што го одбележа овој прв надпревар, но ете за среќа, тука беше победата, тука беа прекрасните 3 гола на фудбалерите. Се вративме во студиото на Скок, веќе во вторник, не очекува надпревар против силниот Велс. Навистина е надпревар кој сите ние и кои на некој начин медиумски ја следиме репрезентацијата и оние кои навиваат за репрезентацијата ја сакаат долго ќе го паметат. Овде во Вадус на тој надпревар превладуваа навистина емоциите и од фудбалерите, и од стручниот штаб, и од навивачите, од целокупната таа атмосфера и тоа ќе остане долго во сеќавање. Сето она што и УЕФА ја испочитува Фудбалската федерација на Македонија и нашите фудбалери и го дозволи тој протокол. Сепак, нели, времето оди напред и мислам дека и самиот селектор тоа го истакна, Наташа, доколку добро се сеќавам, на самата пресконференција, дека 15 минути по завршување на првот почнаа подготовките против Велс. Така е, ќе го видат гледачите, ќе извадиме делот изјавите на селекторот Милевски што веќе ги имате на нашиот YouTube канал, на видеото од пресконференцијата. Ќе ја пуштиме уште еднаш изјавата од Барди, кој што пред почетокот на надпреварот кажува дека доаѓаме за 3 бода. Многу прецизно, убаво, професионално би кажал. Наша основна цел е овде да ги освоиме 3 бодови без да навлегуваме на бројот на постигнатите голови или конечниот резултат. Меѓутоа, акцентот на Енис Барди беше ставен дека со Божја помош ќе се обидеме да ги освоиме и тие 3 бода на наредниот надпревар во вторник против Велс. Убаво е да го чуеме тоа уште еднаш и да се посетиме. Ќе ги слушнеме тие изјави и само како вовет на емисијата сакам да ви кажам дека ќе слушнеме, можеби ќе ви пуштам уште еднаш да слушнете дел од изјавите на оние навивачи кои што ги сретнавме, на оние македонци кои што гордо исполнети со себе дојдоа во Лихтенштен, го наполнија стадионот и ајде да ги слушнеме изјавите, па ќе се вратиме после со малку разговор околу нив. Овој надпревар ќе биде посебен, затоа мирен без навивање, без зурли, без тапани. Сакаме мирно да го проследиме, сепак ќе биде посебен. Прв пат се соочуваме со таков надпревар. За жал не сакаме така да биде, ама тоа е тоа. Сакаме да го дадеме, дојдени сме тук да го дадеме максимум од нас, да ги бодреме нашите фудбалери. Некој пат нема да ги оставаме сами. Желбата е голема да дадеме поддршка на нашите фудбалери. Дај Боже, бевме и во Букуреш на единственото европско првенство. Сите сме со надежда дека ќе успееме и на некое светско, па и повторно европско да се пласираме, така да кога се работи за Македонија, едноставно и во вакви тешки моменти се одлучуваме да дадеме поддршка. Овдека се гледа, нема музика, нема забава, нема еуфорија, луѓето со наведните глави. Дај Боже да утре е нов почеток за нешто ново за сите нас и да пробаме да го носиме Македонија таму каде што сите сонуваме. Јас секогаш кажувам дека нема фаворит и стварно го мислам тоа и затоа го кажувам можеби секогаш дека у денешниот фудбал нема фаворити, како и порано 3 бода се најбитни
и за тоа дојдовме овде, да ги земеме три бода и да продолжиме наша работа да иде така, да може уште 3 бода у Скопје. Ние веќе почнавме со подготовка за Велс и мислам дека ќе имаме и се радам дека ќе имаме полн стадион. Секако дека ќе биде мотив плюс за нас. Велс као Велс за квалитетот на една репутација која е редовен учесник и на европски и на светски првенства не треба да се говори, но мене ме фасцинираше квалитетот нивни како тим и мислам дека можеби најтешкиот надпревар не очекувам нашата. Јас имам среќа, не само ја, него Македонија, што оваа група на фудбалери се способни да се адаптираат на се. Слушнавте дел од изјавите на навивачите, дел од изјавата на селекторот и дел од изјавата на нашиот капитен, на Енис Барди. Посака победа против Лихтенштеин, тоа и се оствари, но посакува победа и против Велс во вторник. Реално ли е тоа? Така е, мислам дека е реално да се надеваме, да очекуваме, да се подготвуваме и да се бориме за оваа победа, бидејќи е реално она што го посакаа навивачите и кој ќе го видиме низ изјавата на Александар Узуновски, еден навивач, љубеник во фудбалот и во другите спортови, кој постојано е со фудбалската репрезентација на Македонија и која мисла изјава како да беше пренесена на раководството на ФФМ, а се однесува на продолжување на продажбата на влезниците, а целиот приход да биде наменет во хуманитарни цели за настраданите и повредените од катастрофата во Кочани. Така, знаеш што е интересно? Интересно е дека Барди ја дава изјавата дека со Божја помош можеме и сакаме да го победиме и Велс секој пат неопходна во на вакви Скопје. надпревари. Да, но она што мене ми доаѓа да го потенцираме дека Барди во тој момент не знае за чекорот што го прави Фудбалската федерација на Македонија. А што чекор прави? Значи со одлука на Масаро Мерагич и тие околу него, На управниот одбор. на управниот одбор, Пиер, можеби Златко, не знам, дека одлучува да ги донира. Значи картите ќе бидат во хуманитарните цели, овие што на големо во нашата држава се пуштаат, се собираат пари за помош на настраданите и на оние кои што се лекуваат. Целата таа акција на влегови Фудбалската федерација на Македонија со направила против Велс. Да, него можеби него кажав убаво јасно, значи Барди не знае дека градски ќе се наполни, а после ова ние силно веруваме дека ќе се наполни. Така е, Значи сите имаме причина да дојдеме на градскиот стадион, да купиме карта, знаеме каде ќе завршат средствата од картите. Барди беше посакуваше Божја помош за победа против Велс, не знаејќи го ова, значи не знаејќи дека ќе имаме полн стадион. Тоа ми е поентата. Така е и Што значи полниот стадион во конкретниот случај, другото? Што значи? фудбалската меморија на хроничарите, на оние аналитичарите кои подолго време ја следат македонската фудбалска репрезентација, без лажна скромност се сметам за еден од нив, добро памти дека и многу големи репрезентации, условно кажано поголеми од Велс, кога гостувале на градскиот стадион, на Скопската трева, кога стадионот бил полн, значи кога имало 22.000, 25.000 на стариот стадион или 34.000 на новиот стадион, на ниту еден противник не му е лесно. Не можеш да ја победиш Македонија пред таква атмосфера. Суровите бројки за Велс зборуваат нешто поинаку, нешто друго. Прочитав и изјава најнова од селекторот нивни, каде што он не ја подценува Македонија и се подготвува максимално, сигурно и знае што го чека, Да. но се подготвува и Милевски. Знае што го чека. Значи, ние очекуваме полн стадион, остварување на хуманитарната цел зацртана, прво посакувано од навивачите како нивни предлог, без да го знаат ќе ова. го видите после ова и прилогот од Александар Узунов. Што без да ја пренесат пораката од раководството, тоа е реализирано. Сега се надоврзува изјавата на Барди, нормално и на другите репрезентативци и стручниот штаб, дека и сите оние кои играле фудбал,
Многу добро знаат што значи да имаш ветер во грб од 12-тиот играч, што е публиката, ако стадионот е полн, значи да нема игла кај да падне, и кога ќе грми. И такви мемории лично ме враќаат назад, да речеме, кога гостуваше европскиот првак, актуелниот европски првак, Данска во Скопје. Пон стадион. 23-4 немаше... Данска во тоа време не била воопшто помал противник или помалку силен од Велс сега со доаѓањето. Со браќата Лаудруп кои играа за Реал Мадрид, со Питер Шмајхел на голот, со не можам да се сетам, тоа беа актуелни европски праваци. 92. Градски полн. Полон градски изигравме 1:1. Мислам дека ја повеловме со Митко Стојковски. Голот го даде. Значи изворена направа каде што данците како европски праваци се мачеа да стигнат до тој бод. Со Англија, па Република Ирска е овде исто. Еден надпревар каде што они се сите тука близко. Само за овие помладиве да додадам дека на првиот надпревар против Данска селектор беше Андон Дончевски. Ради континуитет луѓето да сватат дека ова сега Милевски што го очекува, веќе поминале, да речеме, Андон Дончевски и Ѓоко Хаџиевски низ тоа. Нормално и некои од другите селектори, апсолутно. Меѓутоа новиот два надпревари се сеќам, доаѓа Република Ирска во Скопје. Во квалификациите за светско првенство 98 година Република Ирска беше некаде 15-20 пласирано на FIFA ранг листата. Полн градски стадион. Така. Грми. 3:2 победа на Македонија. 3:2 против. Зошто Велс да не го победим? Така, види, тоа е едниот момент, значи јас сакам да им порачам на оние што помалку веруваат, не сакам да кажам скептици, затоа што сите ние македонците сакаме резултат на репрезентацијата и посакуваме апсолутно, но на сите оние што се скептици, а кои што ја имаат информацијата во себе за квалитетот и силината на Велс, сега со колегиве новинари во Лихтенштеин зборувавме, ми кажуваат колку чинел еден играч, колку чини македонска. Дајте луѓе овој пат тоа да не го ставаме на маса. Нема вака, овој пат да не го ставаме на маса. Има една дигресија. Гостуваше и Англија во Скопје. Исто пред пол стадион, стариот стадион. Начело со Бекам, Дейвид Бекам. Во задната линија Фердинанд и Џон Тери. Да не ги редам другите. И таа вредност на таа репрезентација, гледано сурово низ парите, била можеби 100 пати поголема од тогашната вредност на тогашната наша фудбалска репрезентација. Не победија 1-2, едва 1-2, каде што стадионот мислам беше препол. Те совладуваат емоции, што е нормално. Јас себе и низ друг спорт, низ друга призма ќе кажам, значи исто е секаде. Не е само во фудбалот и во ракометот. Секој оној што играл во било кој спорт, зборуваме за колективните спортови, кога излегол на надпревар пред празна трибина и кога излегол на надпревар пред полна трибина, луѓе, не знаете која е разликата. Внимавајте, разликата за своите играчи, значи кој ветер во грб и која мотивација е за твојата екипа, за твојата репрезентација, а колку им се тресат нозете на оние другите што дошли. Значи, на колку им се тресат нозете? Па нека бидат и најсилните, нека биде и европски шампиони. Не му е сеедно кога градски ќе биде Кошница и ќе врие. Во тој контекст, со полна почит кон избраниците на Грег Белами, тоа е едно славно фудбалско име кој игра за Ливерпул и за други англиски клубови, кој сега е селектор на репрезентацијата на Велс, Рајан Гикс, многу добро го знаеме, левото крило на Юнајтед од славната генерација на Фергусон. Тоа се имења легенди и квалитет кои може да се стопи во Скопје во една таква атмосфера. Во борбата за овој пехар нема милост, нема фудбалска милост. Така. Фаворитите се фаворити, меѓутоа фаворитите се на хартија. Кога ќе излезат на терен, како што каже Енис Барди, со Божја помош. Така. Тоа е неопходно така да биде. Може убаво е, луѓе, навистина сме полни со емоции и ќе ни простите ете така пред камера што не можеме да ги совладаме, но убаво е да се спомене и моментот на голот на Миовски. Значи, без разлика што Лихтенштеин на вчерашниот надпревар се покажа како екипа која се бранеше и која што ние, јас велам ние, од продукција Скок, нема да кажам, знаевме, но ги имавме бодовите веќе спакувано дека ги земаме. Ете така ќе се дозволам да кажам. Да, значи зборувам околу играта, ама ти тоа подобро ќе го објасниш. Па голот на Миовски е
влезен во... Овака. Значи, сите три голови постигнати во Вадуц на Трајковски, на Муслију и на Миовски беа изработени од акции. Сега не ја гледаме квалитетот, поставеноста на одбранената линија на противникот. Го гледаме тоа што ние го изработиме. Така. Да, Прекрасен гол на Муслију од пречка. Со глава Трајковски нишанеше. Третиот гол на Миовски е ставен во конкуренција и се гласа за него, и ги повикуваме нашите гледачи да дадат подршка, да гласаат за Миовски во, ми се чини, топ 10 или не знам како е точно рангирањето, и релевантно, убав гол, наместен на внатрешно стопало, изработена акција, филигранска. Сето тоа дава надеж, дава верба дека Македонија има сила да се бори и да го победи Велс. Така. Ние зборуваме за тоа. Пак ќе кажам со пол стадион. Јас ќе го спомнам тука и Столе Димитриевски, една фантастична личност, еден столб кој што карактер, значи едноставно да немаш зборови кога треба да го пишеш Столе Димитриевски, па он нема гол примено, колку надпревари веќе Столе нема примено гол. Не велам сега дека треба да биде оптоварување дека нема да прими со Велс, но не можеме ни да него. Нека прими Столе 2 да даеме ние 3. Не можеме 3 да дадеме. Значи, зошто на Велс не да можеме 3 веруваме да малку дадеме? во себе, и јас некако чувствувам кај сите што се околу фудбалот, со кој што ние комуницираме секојдневно, да речам, како да луѓево се плашат да кажат ма одиме да го победиме Велс. Не бе, зошто да се плашиме? Од одговорност деме како загубиме, после ние сме кажале вака. Па дај да ги тргнеме тие комплекси на страна. Луѓето ќе коментираат оние душегризници кои што после тоа ќе наоѓаат, ти кажа вака. Дајте да идеме да го победиме Велс. Зошто да се срамиме да речеме сакаме да го победиме Велс? Можеме ли? Па дај да направиме се за да можеме. Да направиме се. Фудбалот е игра едно од најнепредвидливите кога се во прашање спортските игри, и многу пати тоа сум го апострофирал, сега ќе биде многу краток. Многу е тешко во тенисот, во шахот, во одбојката, ајде и во пливањето, да не речам, да има изненадување. Што значи изненадување? Не може. Фудбалот е таква игра, дури ни во кошарката не може подобриот да изгуби од послабиот. Се сложувам, да. Во фудбалот, самата динамика, самата игра, самите елементи на ние имаме примери игра, за тоа, вистински примери. И амбиентот овозможува, условно кажано, помалиот да го победи поголемиот. За овие помладите гледачи, ако не се сеќавате на ова што Другутов пред малку ги спомна над преварите со полниот градски, па тогаш сигурно се сеќавате на Италија, сигурно се сеќавате на Германија таму. Така е. Значи, ние ниту сме подобра репрезентација од Италија, ниту од Германија, а сепак знаеме како поминале. Да не одам пак поназад, можеби нема да се сетат, на кога беше селектор Никола Илиевски Джиджи, на голот на Шакири против Англија. Да, Саутемптон 2:2. Ќе направиме уште една кратка пауза, можеби и сега ќе ја слушнете изјавата на Александар Узунов околу тоа што потоа го одлучи председателот Масаро Мерагич, и ќе продолжиме со уште еден, ајде нека биде тој завршен дел за оваа емисија денес. Резултатски како те влече у однос, не дали ќе победиме денес или не, него во стил дека посетата против Велс зависи од денешниот резултат. Имаш сенс за тоа сега, без куртоазија. Значи не е исто 1-0 и 3-0, 4-0. Од аспект на публиката, не, бодовите се тие. Сега ради ситуација што се случи, ова трагедија, ништо не може човек да предвиди. Кога би бил подобар резултат, сигурно би дошли повеќе резултати. Сега, Софома да направи некоја акција, да се картите во добротворни цели, ја мислам дека така би се и распродал стадионот. Браво. Затоа што има некоја поента, 30.000 уѓе, ако е 5 евра си просечна карта, тоа е 100.000 евра. Можеме ли ова? ова? Ќе помогне на сите овие што се и настрадани и повредените. Дали може ова на YouTube канал Дургутов да го промовираме како идеја на не мора на Александар Зуновски, нека биде на навивачите. Да. Како едно размислување дека можеби во оваа ситуација добра потеки одлука би било на раководството на ФФ. Јас мислам дека треба животот да продолжи и сега е потребно повеќе присуство него сега да жалиме и да биде неприсуство. Значи така им се дава жалењето нема никогаш да изостане. повеќе почит на сите овие што настрадаат. Значи така со присуство се одбележува повеќе него се на дома луѓе. И тоа е најдобар препорак. А и еднаш
со Тоше Проевски кој има искуство, ние со Андора го наполнивме стадионот, што ама тоа беше бесплатен, без емоција поинаку ситуација. Да, не, ова е многу добро затоа што им е и повеќе од потребно на овие што се борат се уште за живот, што се негдека по клиниките. Да. Ова е еден убава порака за кон председателот и кон целото раководство на Фудбалска федерација на Македонија дека може тоа да биде еден добар картите се пуштени со цени, тие нека си течат. Така е. Не се менува ништо, само приходот. Приходот да отиде, да, така е. Добро. Драго ме што се видов. Се гледаме на стадион, дечки. Ја слушнавте изјавата на Александар Узуновски, кој што без да знае дека веќе Фудбалската федерација на Македонија, управниот одбор, има одлучено приходот од влезниците од надпреварот против Велс да оди во хуманитарни цели за настраданите во Кочани. Посака и други навивачи кои што ги имавме вчера во Лихтенштеин сретнато. Нека се наполни градски, другото. Сите предуслови за остварување на оваа цел и за реализација на хуманитарната акција се исполнети пред нас. Гледачите ќе дојдат, ќе го наполнат градскиот стадион, ќе ја дадат својата подршка на фудбалската репрезентација. Со помош на Господ, Божја среќа и добра игра пред се и подршка од трибините, мислам дека можеме да стигнеме до добар резултат. Да не речем да ја победиме мощна квалитетната репрезентација на Велс. Јас, еве, уште пред да се одјавиме, сакам да додадам, исто така ми остави голем впечаток емоцијата што Благоје Милевски, нашиот селектор, ја покажа на пресконференцијата по завршувањето на надпреварот со Лихтенштеин, а се однесуваше токму на навивачите. Значи, верувајте дека навистина многу им значи и на селекторот и на фудбалерите. На сите многу ни значи да ја дадеме оваа поддршка, а многу ќе им значи полниот градски и на луѓето од Кочани. Ќе споменам уште едно нешто, а тоа е една изјава дадена зад камерата. Луѓето беа така возбудени, да кажам, и не сака, него не ги снимив, да кажам, го зборував на тоа без да биде уклучена камерата, каде што еден од навивачите вели: не знам дали имам пропуштено надпревар на ракометната репрезентација на Македонија во последните 30 години, нели, како континуитет ракометот е почесто присутен на овие големи надпреварувања. Но вели: ќе се откажам од сите надпревари во ракомет, од се што сум го доживеал како убавина и емоција, ракометот што ми го дал кога сум го следал, само за еднаш да можам да одам и да ја гледам Македонија на светско првенство. Тоа го кажува навивач, тоа може би го мислат и многу други. Ајде да го наполниме градски и да ја најавиме утрешниот ден, да го најавиме само со пресконференциите. Има две пресконференции засебни на двајцата селектори Благоје Милевски и Грег Белами. Нашите ќе одржат тренинг претходно во терминот закажан кога се одигрува надпреварот. Последниот тренинг е на велшката репрезентација, а вторник 20 часот и 45 минути почеток на овој надпревар. Одиме на стадион да навиваме, да ја поддржиме репрезентацијата, да го дадеме својот придонес во оваа хуманитарна цел и да победиме. Да се видиме на градски. Останете ни во добро здравје. Наташа Дургутовски. Прво честитки за трите вода селекторе. Дали се чувствувавте денеска како да играте на домашен терен? Многу македонски навивачи дојдоа во Лихтенштеин. Колку значи тоа за вас, за фудбалерите? Искрено фасциниран сум од потршката што имавме денеска. Секоја чест на луѓето што дојдоа и голем поздрав до нив и благодарност до нив, кој што имаме информации не само во околината, него имаат се од подалечните градови широм Европа, и мислам дека во овие тешки моменти некако предонесе да бидеме сите сплотени и ни дава така сигнал дека Македонија се уште постои и се надевам дека ќе ни биде, нели, вечно исто. Благодарам.